ги тие остварувања во третиот период, каде што МЗТ успее да дојде до 6 разлика во пресет на последните 10 минути. 56-50. 14 поени има Слај. Копривица 8, од клупата Крстевски и Маслинко по 7. Моредовите на Пелистер, Антуан остана на оние 13, затоа Бојич дојде до 15, но остана на 9 Мишковиќ, оние 3 тројки од првото полувреме. Шутот за 3 поени не функционираше како во првите 20 минути, па 10 од 23 и натаму имат висок процент во тој сегмент кошаркарите на Пелистер. 6 од 20 погодија кошаркарите на МЗТ, кои имаат 45% за 2 поена, 17 од 37. Тука Пелистер само 10 погодени, 11 постигнати поени. Зад него е Мишковиќ со 9, Бојич има 7. Во редовите на МЗТ Скопје Аеродром 12 поени за Слај, 6 поени Копривица и Војдан Стојановски со 5. Околу статистиката, кошаркарите на Пелистер имаат 5 од 15 постигнати за 2 поена, само 33 настойно имаат 50% за 3, 9 од 18, што засега ги одржува во оваа предност. Некако спротивно распоредени бројките во тој сегмент, кај МЗТ имаат 5 од 15 за 3, а 9 од 21 шут погодија за 2 поена. Тоа се дел од оние напаѓачки статистички категории во нападот. Што се однесува до скоковите, 19 скока има екипата на Пелистер, 3 повеќе има МЗТ, во асистенци 11, 8-3 повеќе има тимот на Пелистер, плюс минус тука се некаде двата тима, а се разбира ќе продолжиме со второто полувреме по 15 минути, подсетување во рамките на Суперкупот кој го носи името Драган Василов ЦФК 35-37 од аспект на МЗТ Скопје, водство на тимот на Пелистер по првите 20 минути игра. Неговиот син и внук тука се заедно со генералниот секретар на Кошаркарската федерација на Македонија. Почитувани гледачи, со ова имаат обврски и во АБА-2 лигата, каде што МЗТ веќе славеше против тери резултати на македонската кошаркарска репрезентација, затоа што тоа е она што не представа пријатна вечер.